Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Имаше неколку јавувања од страна на гледачите кои ме прашуваа за мојот изглед. Да се разбереме, ја немам проблем со моето либидо или со моето его. Премногу имам постигнато успех и како медиумски и така натаму, но животот во овие 20 години додека ја терам емисијата ми шамара поприлично заради моето безобразно однесување кон него. Безобразно однесување пред се кон себе. Мојот однос кон мене, лично и моето тело. Си направив такви проблеми какви што никој во животот не ми направил. Направив и неколку емисии и ќе ги правам и натаму. Како за хунза масло, како за магнезиум хлорид, така и за можеби една од најклучните работи која ми се случи, а тоа е можеби една од најтешките болести од која се ослободив, а тоа е дебелината. Вечерва повторно гостин во студиото е Миодраг Стојановиќ, член на Сдруженијето на нутриционисти Про Вита Еду и собственик на Продимет доктор Робинсон из храната, која мене животот ми го спаси. Се извинувам заради театралноста во мојов назив. Добро вечер, како сте? Добро вечер и благодарам уште еднаш за поканата. Ние секогаш правиме добри емисии, тоест вие правите, а јас сам учествувам, да, со секогаш атрактивни теми кои изобилуваат со многу информации кои сакаме да ги споделиме со луѓето, заради тоа што знаете, јас како нутриционист сум очите и ушите на сите луѓе, нормално и мозокот, за да тоа што ги пратам сите тие работи и ги споделувам со вашите гледачи и со целата популација во Македонија. Ај кажете ми, како ќе ги третираме дебелите луѓе? Прво, што е дебелина, зошто има тоа и дали можеме како болест? Јас себе се сметав за болен човек и зависник. Значи, и ментално, и физички бев болен со мојата дебелина. Ја така себе се перцепирам. Јас знам дека сакаш да бидеш внимателен, да не навредиш никого, ама јас смеам да навредувам затоа што ја бев 120 килограми, а сега сум 93 4 има варијации, така на. Зашто тоа се третира, например, во Америка, каде што е најголем процентот на дебели луѓе или obesity people, заради тоа што тие стануваат проблем за едно општество. Сем за самите себе што се проблем. Значи, тие се нефункционални, нели? Тие кои имате зголемена тежина, вие не можете да ги обавувате дневните обврски, што ви се како на работа, така и во дома. Веќе вие станувате терет на социјалата, зашто веќе болестите ве напаѓаат. Ние и нашиот организам како една совршена креација не може до бескрај да биде на ваша страна. Вие на тој начин со дебелината го уништувате имунолошкиот систем. Тој не може да функционира и вие постојано сте уморни, постојано ве напаѓаат болести, постојано сте во дисфункција некако си и после тоа што паѓате во депресија, ви се случуваат едно чудо работи и затоа американците веднаш го третираат тоа како болест. Заради тоа што е тоа број 1 незаразна болест во светот. И затоа што и професорот Джек Блепбурн, кој принцип промотор на здравата исхрана и еден од промоторите на Продимет диетите и исхраната, е тоа што тој добил налог од американската влада да испита што се случува со луѓето. Зашто е тоа така? Бидејќи диабетисот ви е за петици. Диабетот, ако не посветите внимание како се храните, колку количински, кога тоа го правите, вие сте веќе подложни да го добиете тоа со тоа што дисфункција правите на панкреасот. И професорот кога врши далекосежни испитувања со низ анкети, со лабораториски испитувања, со клиенти, посета на училишта, посета, значи деца предшколска возраст, школска возраст, на возрастни, тој дошол до еден заклучок дека луѓето пред све не внимаваат што внесуваат, значи се прави еден дисбаланс во исхраната, што значи не се води внимание колку јаглени хидрати се внесуваат, колку масти, колку протеини, заради тоа што сето тоа мора да биде во баланс. Кога имате вие дисбаланс, доаѓа до депоа од јаглените хидрати и од шекерите што ги внесуваат, посебно шекерите, заради тоа што шекерите секојдневно се конзумираат и организмот ви ствара депоа. И вториот клучен проблем е нередовната исхрана. Повеќето од дебелите луѓе, слободно можете да ги прашате, тие еднаш дневно јадат. Најчесто тоа го прават
првиот оброк го имат во 12 или во 1 часот, а пред тоа имат енормни количини на кафе, на цигари, ред други работи. И после тоа вториот оброк им е доцна навечер доцна кога се навечер, гледаат на така, мој. нели? Кога гледаат јади и бурек. нели имаше така, Господине и Стојановиќ, да останеме уште малку на тука темата сме, болест. тука сме, така. Каква болест е дебелината? Значи ќе се согласиме, добро кажав дека е болест дебелината, Број 1 незаразна болест. незаразна болест. Значи вие сами се значи Дали заразна е болест тоа се пренесува физичка или од Или физичка ментална, или ментална? Тоа е комбинација физичка и ментална, не може да функционирате. Значи дебел човек, Не. вие за да имате енергија, нели, за да струи во организмот, за да се храни мозокот и така натаму, вие за да бидете свежи, нели? Секогаш кога ќе скочите на свеж воздух, ќе добро се чувствувам заради тоа што ми прострои воздух, добро се чувствувам и така натаму. Вие кога сте дебели се закржалува целиот организам. Вие добивате депресија заради тоа што не можете 10 чекори направите, се замарате многу, срцето не може да пумпа. Се ствара депоа, масни наслаги, не можете да ги врзете кондурите. Значи, сето тоа помага вие да дојдете во една поинаква состојба или друга состојба отколку што сте сега. Заради тоа што организмот не е створен да акумулира токави количини на храна кои вие ги пред. Значи, балансот што е направен според Харис Бенедиковата равенка, во кој се додаваат коефициенти според работното место. Ако ви имате физичка работа, вие можете да земете толку и толку калории да внесете. Калоријата знаете дека е енергетска вредност. Меѓутоа, ако вие ставите повеќе калории, внесете повеќе енергенс, вие тој и него потрошите, тој вас веднаш ви се ствара во депоа и тој од ден во ден вако. Исто и во автомобилот, не можете да додадете повеќе масло отколку што е потребно, заради тоа што не функционира моторот сам. Дури и 100 грама повеќе додадете имате проблем. Така и кај луѓето. Добро Значи, рековте, без баланс. луѓето повеќе внимаваат што ќе стават во автомобилот, одошто во стомакот. Така е. После тоа, фаст фуд или брзата храна, сега има нови текови во нутриционизм, има slow food, на што е фаст фуд, брзата сега има да луѓето почнат да внимаваат напокон што внесуват и во која количина и во кој период. Значи, нашиот организам е направен точно во ритамот како што и во природата све ритам. Вие знаете, и во музиката има ритам, и во енергијата има ритам, и во струјата има ритам, така и во организмот. Значи, организмот наш е научен на секој 3 часа до 4 часа да добива енергенс. Во празниот дел од тие 3 часа не треба ништо да конзумирате освен вода. И тоа водата да ја конзумирате тек час и половина до 2 откако ќе земете оброкот, за да не ја нарушите соодносот на ензимите кои растварат храната и ја приготвуваат да ние може да искористиме како енергија. И вие тоа, а ние сме склони секојдневно кон разни грицки, кон разни додатоци во исхраната. Седнуваме, значи не е злото вие кога ќе седнете во ресторан или во кафеана, меѓутоа злото е во комбинациите што се прават, нели? Комбинации правите погрешни комбинации кај што се внесуваат скроп, се внесува со месо. Скробот бара базна атмосфера во организмот, месото бара кисела. Вие заедно ги внесувате и му правите и после доаѓа надуеност, перисталтиката се нарушува и вие имате огромен проблем. Се чувствувате лошо. Од тие причини во Америка и општо во светот дебелината се третира како болест заради тоа што кога сте болен што? Не можете да одите на работа, не можете да ги завршувате вашите секојдневни работи. Тоа е исто и со дебелината. Само што дебелината ве наведува во све поголеми болести. Зашто? Зашто со таложењето на мастите, во мастите како кристалчиња се заглавуваат и една армија на токсини и вие имате интоксикација секојдневна и тие токсини само се гомилат и еден ден вие во принцип ќе го отруете организмот и ќе почне прво дебелото црево, вие знаете, нели? И популацијата дека течностите, тоест водата, организмот ја зема од дебелото црево. Ако дебелото црево ви е загадено, вие значи сами се токсицирате. Тоа значи дека вие треба да најдете начин како да правите детоксификација на организмот. Дали тоа ќе го направите со суплементи како реши кордицепс или ќе се бавите со некоја физичка активност. Бидејќи знаеме дека детоксификацијата на организмот се прави самиот организмот како совршена креација, ги прави преку дишењето, преку изметот, преку потењето, преку мокачата и жените преку циклусот.
Значи, тоа се начините на кои нашиот организам, како една совршена креација, века го предвидел тоа да го исори. Ама во една нормална ситуација. Така е. Кога ќе стане ненормална, потребно е да интервенираме, затоа што често има викаат тие приказни за детоксификација не функционирале, нашите бубрези, црниот дроб, респираторниот систем доволно си ја завршуваат работа. До една одредена граница, нели, додека не ги измалтретирате. Исто и со панкреасот. Вие кога ќе почнете да го малтретирате, значи панкреасот мора да има како и секој еден период на одмарање. Значи, оние, затоа кажам, тие 3 часа вие у принцип го релаксирате. Панкреасот излачил ензими кои раствараат храната, ја завршил својата функција, почнува дигестивниот систем да ја вари храната и вие не можете на секој 10 минути, 15 или половина час повторно храна, тоа го измачувате. И нормално соодносот каква храна внесувате, дали е бога пресолена, дали е прекисела, дали е преблага и така натаму. Шекерите исто се проблем. Затоа ние дискутираме за едни фруктозни шекери или инвертни шекери како што се во медот или во растенијата, тоест во плодовите и така натаму. Значи, тој баланс ние го бараме, али све мора да биде под контрола. Знаете дека и Парацелзисовата теорија е дека све ни помага, меѓутоа може да биде и лек и отров, све зависи од количината. Ако е нормално првата работа која ја прочитав и не можев да ја разберам до ден денеска, тоа е пред околу 25 години, Парацелзиус вика: сите болести започнуваат од закиселување на организмот. Апсолутно. И ја викам, зар сода бикарбона се ќе не лечи? Ја сватив дека е сода бикарбоната битна, но сега сватив дека се работи за баланс на организмот. Кога проучував заради лековитото својство на хунза маслото, сватив дека канцерогените клетки се создаваат и истражувањето уште 38 година човекот што доби Нобелова награда, кој покажа дека црвеното месо, закиселениот организам и така натаму се главните предуслови за создавање канцерогени заболувања. И почнува сега да ми се открива една, како да ви кажам, ми се крива една завеса во животот, полека ги сваќам работите во тој баланс. Но, психичката зависност е многу голема. Има луѓе кои се толку свесни. Верувајте дека луѓето и читаат, и знаат, немаат акумулирано како вас, но овие работи ги знаат. Кога ќе дојде во пракса, тоа да се спроведе не може. Јас се сметам дека не сум глуп човек. Луд сум, ама не и глуп. До пред 2 години ја не успев, а имам преживеано инфаркт. Инфаркт кога ќе ти ја стават жицата во живо и ќе ти бутаат до овдека и сето тоа го преживуваш, брат, си викаш, после ова нема шанси да се вратам на старото. Невозможно ми беше. Пред 2 години, еве јавно ви го кажувам, дека пред да дојдам кај нив, дојдов точно пред 2 години, октомври месец, ја го напишав мојот тестамент. Затоа што се чувствував дека се губам, дека ништо не ми успеа, а дебелината ми гушеше. Лошо спиев, лошо ми беше се во животот, ама буквално. И притисок. Шака, апчиња пиев. Што ми беа препорачени за да преживувам. И диетата ми помогна. Зошто ми помогна? Зошто сам не успеав? Зошто мораше продиме? Ми се јавуваат, ми вика, морам ли твојата храна, таа храна да ја земам? Зошто сам не може човек? Еве, луѓето се интелигентни, знаат. Ја им кажувам, 3/4 нека ви е свежа и зелена храна и пак не можат. Пред све програмата Продимет и програмите во кои учествува доктор Робинсон како наша фирма, е тоа што ние сакаме да ги едуцираме. За време на трајањето на програмата која се одвива во 5 етапи, ние у принцип ги едуцираме луѓето како да го напуштат стариот начин на исхрана, режим на исхрана и да влезат во еден нов свет и нов начин на исхрана. Значи нема враќање назад. Назад нема. Луѓе мислат ќе ослабам и ќе си продолжам со истите навики. Тешко тоа. Мислам, кога ќе се навикнете, сами кога ќе ги прочувствувате придобивките од едукацијата, сами ќе видите исто кога седнувате да возите автомобил. Нели, пред да седнете ви е страшно, кога ќе ги научите правилата и се однесувате според правилата, вие никош нема да имате проблеми. Во едукацијата што се прави? Значи, ние прво ги едуцираме луѓето да јадат 5 пати во денот. Да имат 3 главни оброка, 2 помошни оброка. Кога вие ќе се научите да имате 3 главни оброка, 2 помошни оброка и кога ќе почнете помеѓу 7 и 9 часот да ви биде првиот оброк, вие ќе направите еден таков баланс, една таква благосостојба, што вие ќе му дозволите на организмот во касните сати
после 20 часот да организмот и изврши својата метаболна функција да почне да се чистат органите, што пред све е и начело на еден здрав организам. Ако организмот редовно се чисти, метаболните функции се извршуваат, вие немате никаков проблем и бара да биде изрелаксиран. Значи да немате екстремни. Вие неколку би прашале дали во денот има 5 минути или 7 минути за себе, ќе ви каже не 7, имам 17. Меѓутоа никој не го прави. Јапонците и кинезите се познати по тоа што го смируваат организмот. Смирен организам може да ги заврши сите метаболни функции. Како практично? Значи, Ние верниците тоа го правиме со молитва. или со, тоа е добро. Ама има други методи. Например, што им препорачувате вие? Тоа е многу битен сегмент. Значи, што е најбитно кај луѓето? Да имате еден период кој ќе бидат смирен, што се вика глува соба. Влегувате, вие викате молитва, се обраќате до Бога и тоа ви дава некоја си внатрешна смиреност едно друго. Тоа е за почитување. Нели луѓето се смируваат и така. Тоа треба и да го направите. Приметите во куќите што се во Израел и во Грција, сите кровови се рамни на времето. Сите луѓе се качувале, палеле кандило и се обраќале до Бога со молитва. Тоа било место кај што никој не ги захача. Така и ние треба да имаме дома еден дел за да се смириме. Денеска тоа го дискутирав со едни пациенти. Дали е тоа гледање телевизија, гледање Не, филм? гледање, Не. Значи, Сега во јади соба бурек што зборам ќе си гледате, После ама тоа треба ќе да се- исклучите. Апсолутно. Аха. И да се смират заради тоа што на тој Без начин, информации да без бидеш. никакви информации. Не слушање музика, не Никакво читање. Ништо, само седите и се посветувате заради тоа што вие што се случува, описно ќе го објаснам тоа. Има луѓе кои не знаат што да прават со себе кога Значи, не им примаат информација. Вие се смирувате на тој начин што влегувате таму и се посветувате на себе. Мислите ги средувате. Зашто вие тоа ако не го направите, мозокот тоа ви го прави откако ќе легнете да спиете. И после имате немирни мисли заради тоа што не се релаксирале во текот на денот. Вау. Да. Лошиот сон го Апсолутно. Значи, таа е ако тоа не го смиреноста, да. направиш буден, Буден ќе го сонот направиш ќе го направи да спие. Врти мозокот. Значи мозокот мора и он да се прочисти, мора да му даде релаксирање и така натаму. Ова е Порано јако. се сеќавате кога ќе смиделе на излет, нели ќе бенцето, па ќе постелиме на трева, па ќе седнат луѓето и ја прават она измена на енергија со земјината кора. Еднаш го Го кажам кажавте тоа. у емисија, многу ми беше абстрактно, неќе да ве Да не рачкам и навлегуваме така. во тоа. Зошто Али да се не влегуваме? чувствуваме, добро, Јас јас сум сакам да спремен. навлезам во тоа. Да. Од каде се дојдени тие цифри дека 400 Hz се Не, од 8,32 до 11,20 е. Значи, ниска нега- фреквенција. Ниска фреквенција која изменува. Тоа е испитал Шуман и по него се наречени Шуманови бранови, кои ги испуштат. Сега веќе во Америка почна и падови да прават такви електронски, каде што луѓето лежат ние тие и така се релаксираат. Значи, вие враќа фреквенцијата. Основоположник, слободно можам да кажам дека бил Никола Тесла, кој фреквенцијата е проче. Знаете дека со Едисон тогаш кога Раскажи. дискутирал, нели? Дискутирал дека струјата што ќе ја направи двонасочна, што пред тоа било еднонасочно, дека ќе ги утепа сите луѓе. Он вика нема да ги утепа ако таа е 50 Херца. И со 50 Херца струја не може никој да утепа, што се кажало како вистините. Главен пример на она кога исчезнува она што е зависноста и размената на енергија помеѓу човекот и земјата, бил Јури Гагарин. Иако неговиот лет траел само 1 час и 42 минути. Вчера беше ден на Јури Гагарин. Може да да го да го поздравиме. Да поздравиме, ама да се подсетиме. Поздрав Јури. Низ целиот свет се организираа џурки, а руската амбасада во хотел Русија така, тоа било добро да се сетиме. Скопско астрономско друштво. Еве чисто да го кажам дека секоја година ја имам и маичка со ликот на Јури Гагарин. така, Го слави тој ден на основоположник. првиот човек кој заминал во орбитата надвор од земјата. Што со него Да, кажете? еве да поправам, значи тоа имаше еден скеч, вика тој е првиот вика човек вика што заминал во орбитата, тој вие го кажате, вика тој е првиот што жив се вратил, значи пративме ние и повеќе. Други, нели? Значи што се случува со него? Иако летот трае само 1 час и 42 минути, кога се симнал на земјината топка се вратил, значи на местото каде што полето, што забележале? Не можел да оди. Значи, изнемоштен бил до таа мера да луѓе морале да го прифатат. Значи, тој во снимките може да го видите. И тогаш се поселил се да бил гладен, не бил гладен, жеден не бил. Ако немал воздух, веќе нели немал да го извадат жив од капсулата.
Значи, таа размена на енергија, таа зафалила тогаш и така натаму. И тогаш станува атрактивно, ајде се да видиме што кажал Никола Тесла, што кажал Шуман, па да ги провериме тие тврдења и од тука почине основоположението на квантната медицина која се бави со тоа. Впрочем, и самиот Никола Тесла кажа дека секој орган Поздрав што до доктор Сарчевски. да. Он има ординација за квантна медицина, Така, добро? Пешич. И секој орган или се нешто што вибрира, значи испушта фреквенција. Тој вика, па дај да ја контролираме фреквенцијата. Ако испушта таа, ја Дај му мериме контра тоа. И и така, ќе и го- точно ќе и одане. врати Тоа го го нормално. прават падовите. Дури падовите имаат толку далеко стигнато. Луѓе со Паркинсова болест ги стават на третман таму, за драстично се менуваат нивните функции. Меѓутоа се навратам јас на храната. Да барам ова на AliExpress или ќе ми набавиш? Да, ги ти набавам. Тој падот се го има и на YouTube го има, дури можеш Добро, да го добро. видиш и така. Кажи ми, колку време треба да се помине на него? 40 минути дневно. 40 минути. Да, си Ништо лежиш да не оваа, правиш, затвори ништо, очи затвори очи и дреми. Дреми 40 минути како нов. Дури и на животни го применуваат тој животните. Види, ја ставив подно грејење, не знам која фреквенција е, ама И на знам дека кревет може сите да се мачки стави, умало да. кај мене се на тебе. Шега на страна, ние зборевме ќе направиме посебна емисија. Зборевме за ова, да се вратиме. Значи да се вратиме на тоа. Значи Зошто за време на ова едукацијата. успеа- Зашто е? Тоа успева, го кажа. Зошто Зашто е ова точно успева? избалансирано. Не дека другите диети се лоши. Хроно е супер диета. Не знам Имате овие водство. сите. Ама Значи најбитното е лидерството, водство имате. Значи вие секој момент ние ве пратиме. Ве пратиме. значи сам не. Па можете и сам, меѓутоа многу ви е потешко и кај другите диети. Ако вие немате лидер, ако немате водство, вие во еден момент знаете во курсот да влезете да се изгубите, па да кажете, па дали ова да го направам, дали на луѓето е доаѓаат кај нас вика имам свадба, имам слава, имам веселба, што да правам, што да конзумирам. И ми кажат да што нели кога ќе имате на свадба или на веселба од празен Не тангер, иди во детали. сите ве прашуваат. Значи, Зашто како? совет- Совети, значи Најбитно е советот. и секој советите од наша страна се бесплатни. Значи луѓето кои доаѓаат, значи ние не ги приморуваме да дојдат на третман со породимет. Ние напротив ние ги советуваме луѓето. Заради тоа што ако вие решите да ослабете, ние ви даваме сугестии и смерници. И потоа ви кажуваме, Значи, не им викате, слушај, мораш да го земеш. Меѓутоа, толку Тоа е послободен избор. Да. Јас и затоа и дојдов кај вас, Затоа бидејќи не ние мора. не запињаме, значи ние сакаме на луѓето да им помогнеме. Дури им даваме и здрави совети. Меѓутоа приметуваме, забележуваме дека луѓето ако немаат водство, ако немаме интеракција ние, ако ние заеднички не пристапиме кон тоа, многу е тежок тој процес. Зошто оваа диета е поуспешна од сите други? Пред све ради водството и точното избалансирана на сите протеини, витамини, минерали внатре во целата програма. Не ја кажеш клучниот збор. Кетоза. Тоа ниедна диета не го намерно збори. не го Зошто? кажувам бидејќи кетозата често пати луѓето не добро ја разбираат и треба буквално да имаме емисија за кетоза за да објасниме што е кетоза и така натаму. А кетозата е нели кога ги трошите вие вашите шеќери од организмот и се јавува таа кетонска. Мислиш дека нема да ти е доволно да разговараме за кетоза сега? Јас мислам дека не е заради тоа што ги слушам после тоа прашањата заради тоа што недоумици ќе појавиме. Точно се појавува организмот наш, го ставаме нормално во Јас кетоза сум да ги 2 троши. години во кетоза. Ета шеќерите да ги Значи, јас троши сум- и на гомиланите масти и така натаму. Јас сум 2 години во кетоза, сум жив и здрав. Ама Така, има така. нивоа на кетоза. Така е, така е. Така, да не не направиме екстремна, Така, него- да не направиме ние некој си, зашто треба убаво да се објасни тоа што ја мислам дека Да ја викнам Бисера средниот. Бисера, да. Океј, да, договорено. така, За да. 2 недели Бисера. Бисера, тука да Бисера објасниш почни да дека се за- да да се спремаш на спремаш, фризер. така. Девојка е шармантна, е, она работи во Продимет. Да. Млада девојка, нутриционист и одлично ја познава работата Така, и така. навистина низиното трпение што луѓе како мене може да истрпи, бидејќи јас сум многу реичен, кога ќе влезам уста не затварам. Не, да, добро е што кај сите оние што се соработници мои, тука и Кети, тука и Бисера и останатите со кои сум бил јас во контакт, и затоа сме се избрали како тим, доста учат. Заради тоа што треба некојаш да сакаш да научиш и тоа да го примениш и да бидеш елоквенција Можат и и да со тебе работиш да тоа. комуницираат Апсолутно, таму, така? апсолутно. Али постојано се таму, нормално се закажува состанок и термин за да можеме точно да бидеме
определени, да имаме половина час да ги дискутираме сите аспекти и за да поставиме, заради тоа што некај секого може исти пристап да се има. Заради тоа што луѓето имаат различни потреби. Зошто оваа диета, извини што те прекинувам, да те вратам на ова. Зошто оваа диета е поуспешна од другите? Вие не негирате ни една друга, но зошто е оваа поуспешна? Зошто мене со ова ми успеа, со другите не? Значи, пред све кажавме водството, начинот дека ние ве тераме во денот 5 пати да јадете и дека е точно избалансирано за секој оваа диета. Значи, точно имате одредено да вие не гладувате и организмот си ги добие сите потребни витамини, минерали, протеини да може правилно да функционира, а шекерите да ги троши од своите депоа. Ова е еден оброк. Еден оброк, така е готово. Оваа кесичка со малце вода, чанџара-банџара, еден оброк. Така. И она има околу 100 до 150, зависно од која храна, калории содржи. Има повеќе, не само тоа пишува, значи еден оброк има енергеција, така е околу 200 калории добивате. 5 по 200.000 и плюс ке земете зеленчук и ова, така да 1500. Значи така доаѓате до А еден организам троши околу 2000 во просек. 2000-2500 значи, така. За да почнеш да слабееш треба да имаш помалку калории. Апсолутно. Но Внесот, зошто гладувањето не успева? Зошто скроз кога Добро прашање. Еве, ја можам по 3-4 дена, знам монасите. Во монасите имаат на пример тримир. Тоа е 3 дена подвиг во манастир, во контролирани со 1000-годишна традиција и искуство. 3 дена ни јадат, ни пијат, само со молитва и само со потполно смирение. Грам не губат. Зошто е тоа така? Ги користат депоата. Значи, нашиот организам, пак ќе кажам, совршена креација направена. Значи, нема нешто посовршено во светот од човечкиот организам. За све е предвидено. Меѓутоа, вие која нема да му внесувате енергенс или храна во организмот, значи, организмот влегува во една алфа состојба и тој не знае од која причина не внесувате храна. Што е тоа алфа состојба? Алфа состојба е кога организмот ќе искочи од мерките и од еден режим во кој се чувствува најдобро. Шом ќе му го нарушите тоа режимот, дали е тоа ладно, дали е тоа претопло и така. Кога ви е претопло, што се случува? Организмот исто така кој е претопло се поти, нели? Кога ви е ладно, се собираат органите. Кога не внесувате храна, што прави? Се што ќе внесете депоа ствара. И вие тука имате проблем. Се чувствувате малаксало, али депоата ви се стварат. И затоа, заради тоа што немате точно определено, да внесувате вие, тоа е идејата на оваа програма, да вие во точно определен период внесувате храна. Кога внесувате во точно определен период храна, вие никош нема да имате проблеми со дебелината. Зашто? Зашто организмот си е релаксиран, на точно определен интервал му доаѓа енергенс и тој не се занимава со други работи, не влегува во таа алертна или во алфа состојба. Кога ќе го ставите организмот во таа алфа состојба, тогаш имате проблеми. Ви се нарушува метаболизмот, ви се нарушува сонот, се чувствувате слаби, истоштени, ќе внесете еднаш дневно храна, голема количина, тој не зна исто е така, зашто е волка голема количината што ја внесувате. И тоа е, и вие секојдневно го истоштувате, и еден ден се случува тоа што се случува. Во овие фази, во првата фаза, зимате само од овие оброци. Во втора фаза, веќе внесуваме еден конвенционален оброк. Во трета фаза, 2 конвенционални оброк. Во четврта фаза, 3 конвенционални оброка. Веќе во пета фаза сте вие вратени. Меѓутоа, ние цело време ве едуцираме. Што треба да направите, во која количина, колку, кога. Никогаш немојте тоа да го заборавите. И кога тоа нема да го заборавите, вие само го применувате на конвенционалната храна. Јас за 3 месеци изгубив скоро 20 килограми со вас. Тоа беше просто неверојатно. Тоа беше просто неверојатно. Али би добра дисциплина, еве ќе напоменеме кетозата и кетостик стапчињата, каде што вие одредувате како лакмусова хартија дали сте во кетоза или не сте во кетоза, нели? За да се стегнеш малце повеќе. За да стегнете, да видите, кажете јас сум излегол од кетоза. Луѓе ќе прашуваат, мислам дека вечерва ќе ги отворам телефоните после 21 часот за прашања да подетелно одговориме. Но Мики, ќе зборам, извини, другари сме, станавме пријатели, ти го запознав низ
ова моја борба, ја не можам да го кажам, бидејќи не се работеше, ја сум семеен човек, имам 3 возрастни деца, мене не ме интересира ни манекенство, ни бркање жени и така натаму, ја за здравје се борев, буквално за живот. И морам да ви кажам со многу еуфорија и нетактичност настапувам по ова, непрофесионално, заземам страна, затоа што лично имам почувствувано бенефитите. Она што е интересно е што сретнувам луѓе кои ги познавам од естрада, поздрав до Дани, која направи толку лесно, мене ми беше потешко. Добро, Мене ми беше тешко и ќе збориме за тоа зошто мене ми беше тешко. Дани со леснотија, користејќи ја вашата метода, девојчево, она е жена у години, што се вика жена слободно Сега, да ја како каже, девојче. она е стварно не можеш очи да тргнеш Како од видно, неде. така. Фантастичен Како успех. газела е сега. Да, прекрасно изгледа. И добро се чувствува, значи тоа можам да Она да имаше забележам. многу нездрави навики, ми беше гостинка, ја зборев, искористив за тоа, навечер, нели, ке Така, пее, и па тоа е после така, тоа се така. пие, се јаде, доцна и така натаму, и наталожи кај што жените. Ние мажите наталожуваме стомак, жените задникот и нозете. Целулит и така натаму. И сепак имало спас. Значи, ништо до тогаш, а внимателна е, не е било кој. Значи, не е да не е пазела. Искушението е секојдневно, нели? Ама кога со ова и успеа. Така е, така е. Значи, она исто го кажа, вика, што да правам, во 2 сат завршува. Свирката треба да си одим наке дома, гладни сме. Ако го нема в тоа, нели, ние и даваме Ја им го реков, бар плочките, ја им реков, нели, не можеш протеинските мене плочки. да ми кажеш, да. ја, мојата емисија идеше од 10 до 12. Не можеш да ми кажеш ти мене, последниот оброк во 19 часот. Отиде. Кога јас сум адреналинот од 22 до 24. Додека се исчисти адреналинот 3 са бајле ме фатило. Отиде, така Ја е, не можам така да гладувам толку. така Морам да земам. Така Но што ќе земеш и колку ќе земеш, тоа е веќе прашање. Исто има дискусија, само да напомнам. Луѓе се плашат, викаат, абе неќам ја, ова е хемија. Ама- Што е во суштина составот Еве на ова? сега, значи тоа се млечни протеини на кои имаме додадено точно определена количина на дехидрирано овоше, одредена количина на зеленчук, одредена количина на минерали и така натаму, што е потребно за организмот да може да функционира како што треба. Значи, постои детално што се содржи ова. Апсолутно, така. Кој е производител на ова? Бидејќи има вакви храни слични, не можеш да им најдеш трага кој ги произведува и што све има во нив. Продимет е холандска фирма. Добро. И се наоѓа во близина на градот Единбург и една голема компанија е лидер од светски сразмери. Така да ние исто кога контактиравме, најголем проблем беше да ги убедиме дека во Македонија постои потенцијал и дека треба Продимет да биде присутен за некои идни времења кога ние ќе бидеме дел од ЕУ и да бидат веќе тука, да не го губат времето. И во последниот мејл со господинот Паскал кога контактиравме. Како се вика? Паскал, да. Паскал. Паскал се вика. Месие Паскал. Да, Вандерберг, требјан. да. Во последниот мејл, Можеш компјутерот мој режи. го притиснав многу и он ми прати еден мејл, пишу I'm so curious, што би значило јас сум многу радосна што ќе се случи кај вас и така натаму, бидејќи претпоставувам дека нашата продажба тука можеби е нашата годишна продажба можеби е негова на некоја си држава како што е Англија или Германија или Холандија, дневна продажба или месечна и така натаму. Тоа значи дека Продимет има низ светов или низ Европа Апсолутно, и низ вакви светот, поставки како што е ова кај нас и тоа се знае како е франшизата. Мора да има нутриционист, мора да има продажно, мора да ја држи програмата. И нормално Што значи ако се патувам и ми затреба мене, јас ќе се сегде во обратите секоја таму. европска држава Така е. можам да ги најдам нивните продавници. Апсолутно, да, го имате и на нивниот вебсайт. Таму се поминува и еден курс, без тој курс, заради тоа што тука ќе ги ускладите вашите ставови и така натаму, има доста полезни информации што тие ги добиле со времето додека работеле. Нормално на почетокот и тие имале проблеми, меѓутоа толку добро имат усовршено програмата, бидејќи нонстоп нутриционистите и диететичарите од Продимет учествуваат во изготвување на програми на национално ниво и за слабење, и програми и кај децата од школска и предшколска возраст. Ние, например, со нашето здружение Провита Еду водиме една кампања како да се подобри исхраната во училиштата, со тоа што да храната има нутритивна вредност и да се створи една навика да и родителите
храната што треба да ја конзумираат децата и во училиштето, да конзумираат и дома. Бидејќи вие навики во училиштето им правите да конзумираат храна со нутритивни вредности, меѓутоа дома е тоа најчесто пилешки прсти или сендвич или пица и така натаму, и тоа не може до Но недоглед. што е разликата? Вака, најчесто велат во Соединетите Американски држави последица на дебелењето се трансмастите, путерот, јаглените хидрати, шекерите се најголемиот Но, проблем. Така е? ако земете еден просечен француз, он истите работи ги конзумира. Зошто французите се, например, некој ќе рече тоа е генетски. Видите, има и генетски, меѓутоа не можеме све да припишуваме на генетиката. Заради тоа што нешто што можете да контролирате во вашиот организам, значи не можете да го видоизмените лицето, нели контурите, тоа ви е наследно. Меѓутоа, обликот на телото можете да го видоизмените. Зашто? Заради тоа што можете да се бавите со било каква активност која ќе биде продуктивна за вашиот организам, да вие ги поставите мускулите на едно ниво кој ќе ви го обликува телото. Значи на ништо друго толку не можете да. А тоа ќе го направите со една точно избалансирана исхрана, со еден режим на исхрана. Јас исто така се трудам да им помогнам на спортот во кој сум вклучен цел живот, тоа е джудото. И ја користам прилика да ги поздравам од Джудо Федерација на Македонија. Ние имаме спортисти каде што имаме тежински категории. Во тие тежински категории секојаш е проблем. Ја гледате пред 2 дена нашата надпреварувачка за 500 грама беше исклучена, дисквалификувана на овие што се младински олимписки игри. Заради тоа што 500 грама била потешка. Кај нас исто се случува. А вие треба да направите еден режим, година дена, 6 месеца, 3 месеца, 2 месеца, недела дена, 5 дена, 2 дена, 3 дена, 1 ден пред надпревар. И на самиот надпревар. Значи, вие сте во грч, пак ја повторам, таа алфа состојба, искачате таму, адреналин, знаете дека имате борба, може би се плашите од противникот, може би не се плашите, треба да бидете смирен. Меѓутоа, најбитно е што ќе конзумирате. На неколку дена, посебно во денот. Имате прв надпревар, може да имате во 10 часов, вториот да ви биде во 1 часов. Вие од сабајле ништо нема да конзумирате заради тоа што сте под стрес. Не, нормално да ќе конзумирате. И многу пати кажат дека во развојот на еден спортист, дали е тоа билдер, дали е тоа спортист кој активно се бави или пасивно се бави чисто заради своето здравје, мора да внимаваат што внесуваат и колку пати на денот. Бидејќи вие за една недела треба да и внесувате 35 пати храна, а тренирате 3, 4, 5 или 7 пати во неделата. Значи, тој сооднос морате да го познаете. Тоа значи дека многу побитно што вие ќе внесете од храна, него вежбите до кое ниво и колку ќе направите. Дали ќе направите 20 склека или 30 или 15 и така натаму. Битно е. Меѓутоа, со оглед дека храната кај нас општиот светски сразмери не изобилува со нутриенти, затоа се потребно тоа што се додатоци на исхраната, суплементацијата. Имам слушнато тоа, има голема борба природно спрема суплементи. И многу луѓе од медицината викат јас сум против суплементи и така натаму. Факт е дека луѓе кои се залагаат за природното потврдуваат дека нутритивните вредности на доматот од 62 година и доматот од 2018 е намален за 40 до 60%. Апсолутно се слажам. Значи, количината на витамини во овошјето, во зеленчукот, корисните материи, кои некогаш сме ги надокнадувале со 1-2, денеска е потребно многу поголема количина. Дали додатоците во исхраната можат да бидат добри или не? Има таа борба витамини да земаш или да не земаш. Јас знам дека мене ми е подобро, ама не можам да препорачам некому. Така, треба индивидуално. Дискутираме ние, значи, дали тие витамини и минерали се добиени на синтетски начин или се извадени од природата. Значи, јас би се завратил за оние што се како што се решито и кордисетот, значи тие што е главното? Тие се третирани на органски површини, контролирани органски површини, условите се
направени да бидат совршено природни и вие добивате еден производ кој не е третиран со пестициди, кој не е третиран со никакви инсектициди или со било кој друг третиран. Значи вие добивате 100% органски производ. Значи тие габи се најдени, значи кордицепсот се уште не се култивира, туку се наоѓа во природата и се наоѓа на планините Тибет и на Хималаите на висина од 2 до 5000 надморска висина. И вие кој ќе го земете од природата таму и кој ќе видите потентноста што ја добивате со кордицепсот, значи вие тогаш ќе сватите дека Што е кордицепс у суштина? Кордицепс е габа или печурка која расте на таа висина. Начинот на кој што ја приметиле потентноста на кордицепсот е од сточарите кои приметиле дека пред долгите овие што се патувања на Пак од Хималаите. Да, на Као маслово наше, јаковите, од кунза. дека јаковите, тоест говедата, конзумираат од некаков си облик на трева, што се или рколци, и тоа забележа дека тие добиваат повеќе сила. И потоа земале номадите и сточарите да ја користат таа печурка ги приметиле бидејќи компјутерот. На таа висина има намалено количество на кислород. Има чуден облик, еве ја гледаме, кордицепсот повеќе личи на Еве некој... јас го имам тука, да. Како стапче, не можам нели? да го, како стапчиња, Да. го гледаат на компјутер. Во И суштина само горниот дел се гледа. Така, тој е само горниот дел. И со што е главната состојба што е толку квалитетна во неа? Значи- Тоа е некој стимулант, некој... Значи, кордицепсната киселина или кордицепинот е главната, као што кај реши тоа е ганодермната киселина, активната компонента. Тоа се трипентеноидите од реши печурката. Кордицепинот го има само во кордицепс синенсис. И тој е карактеристичен за таа. После тоа има полисахариди, полипептиди кои дополнително го оснажуваат организмот. Ќе те изфрли од кетоза? Не. Не, слободно. Едва и влегов у кетоза. Слободно, значи нема тама шекери. Плюс и Ама вечер нема да спијам ако сега земам. Значи, Од толку сабајле треба да потент, земам. заради тоа што го задржува кислородот повеќе, затоа и на Хималаите. Значи, кога почнат да го конзумираат, тие приметуваат дека заради тоа што има недостаток на кислород на таа висина, приметуваат дека Подобро утро од сабајле. Да. Подобро утро од приметуваат сабајле. дека вие добивате повеќе сила, повеќе енергија, ви се избиструва мозокот, се прочистувате целите. Тогаш, значи најголем успех има постигнато 93 година Јунг Хао, постигнато 42 секунди го има намалено светскиот рекорд на 10.000 метри, што е изузетно голема разлика. Знам дека А тајната била во кордицепсот. И тек за кордицепсот станува толку голема бомба што луѓето кои ја сватиле потентноста на кордицепсот, веќе самите берачи ги полнат планините, меѓутоа не успеват да соберат толку колку што има побарувачка. А се уште култивирањето на кордицепсот и од економски причини, а и од технички причини, заради тоа што не може да се направат услови. Јави му се, Не, бе. како Сега би се јава, да. Ама може и итно нешто за оваа емисија сака да каже човекот. Ова ми е братуче, така го знам. Братучет, Да, Јанко пусти ќе го се- човекот, е, нека може се да се јавиш, да. Ќе ги отвориме телефоните Да, и за вашите јавувања уште малку да поразговараме. Значи, кордицепсот генерално и во вашава диета, додека се слабе, Имунобустер им давате и енерджи имунобустер бустер, и да. енерджи бустер. Да, Бидејќи намалуваш шекери, да не ја почувствуваш таа слабост да издржиш без шекер, да останеш во кетоза во онаа фаза на брзо слабење, бидејќи И да добиваш енергија. Сите она спортисти што кои конзумираат господинот кордицепс. Стојаноvić ни ви го кажува, а јас што го зборам е што со Продимедов, со ова, брзо се слабе. Значи со секоја диета се слабе. Тоа е факт. Што и да изберете, ќе слабеете. Али имате ли нерви да се држите под строг режим неколку години, бидејќи за 30 килограми сериозно е потребно. Пазете, изфрлање течности е многу лесно. Диуретски првата недела ќе изфрлите течности, ќе речете и слабам, и после кога ќе застане организмот, 2 недели не можеш да мрднеш. Значи така беше и со Продимедов. 10 кг. И многу тешко, ама кога ја пробив таа граница, и верува имав кризи. Значи вака сега да ти кажам. Да се вратиме на Продимедов. Така е. Фала ти за објаснување за кордицепсов. Да, страшна Полека работа, успеваш да да. ме убедиш. Знаеш дека не почнав да го земам. Деве ќе видите колку е потет. Значи вака се случуваше. Енергија. Вие велите нема гладување. Гладував. Ама не знам дали реално гладував или ментално. Седно. така. Седам после емисија, сум земал ова и знам дека не смеам уште 20 грама
бидејќи количината на протеин е строго одредена во денот, иначе или ќе се закиселам, или ќе оптеретам бубрези. Така е. И што да земеш? Во тој момент имаш само една храна на избор, а тоа е краставица, бидејќи колку повеќе ја конзумираш, Добро искусствено тоа. колку повеќе ја конзумираш, таа повеќе троши калории од што ќе земеш калории, бидејќи организмот да ја свари му е потешко од што ќе излече од неа. Но не можеш, се тресе за шеќер и сум шмукал на трен за да го имам. Тоа е многу нездрава работа, ама се решив и да пијам, да пример, пијалаци со аспартан. Затоа што имав болна, ја и денеска имам потреба нешто благо во уста да го почувствувам. Затоа велам менталното е многу. И успеа. Може би еден од поголемите проблеми е тоа. Значи што правев? Бев толку вулгарен и дрзо. Како се викаше таа првата нутриционистка твоја што ме водеше мене? Катерина. Катерина. Ја да и се заблагодарам. Значи, ме истрпа. Ма морат, нели? Не знам дали мора или не. Ја нервозен. Како ова, она? Ама така, вака сум се така, тресел. Имам пријател кој е бивши наркоман на хероин. И му ги опишував моите 3 недели како се будев у пот, како се тресе, како шеќерот овакво. И му раскажувам за моето искуство. И го гледам и ми покажува раката цел наежен. Вика, што е? Истото искуство го имав кога се симнував од хероин. Зависноста е тоа, нели? И после јас сваќам дека шеќерот кај мене создал ненормална, трајна зависност. Фала Богу се појави стевијата. Аха, па после комбинациите. Така што има кризи. Добро е што у тие моменти на кризи имаш кому да се јавиш Тоа го и да дискутираме, имаш нели? една работа, еден многу добар совет добив. А тоа е, кога ќе ја почнам диетата, да одвојам пола саат у денот во подготовка на огромен овал на салата. Бидејќи одеднаш доаѓа криза, се извинувам, режија, ја тропнав на микрофон, ќе дојде криза, се тресеш, идеш Така да и јадеш. ви треба. Имаш, значи, Да. буквално, не, Па добро, паѓа нивото на Види шеќер, се. луѓето нели баш така една зависно да, ама е страшно кој ќе го отвориш у семеен фрижидер. Да. Ја си земав посебен фрижидер за За мене, не. во кој има само искушение да не маслинки паѓа, да. и да. И оваа храна, и тоа подготвено понекогаш имав и по 3-4 десерта спремно или кајгани, зависи за што ќе ми дојдеше потребата, за да се смирам. И потребен е еден стварно ментален напор, у еден момент ќе мора да се Така изборите. е, затоа што каде е иднината со дебелината? Нема иднина дебелината. Дебелината само ве води кон пропаст, кон болест. Значи не може, јас не сум сретнал некој што е дебел и да е среќен и да е расположен и да има да може да ги завршува сите работи, значи тоа само го одложувате вие времето. Што побрзо пристапите кон слабењето и кон контролирањето на телесна тежина, толку побрзо ќе си го вратите здравието, ќе си го вратите ликот, ќе си вратите енергијата, ќе си вратите позитивата и ќе видите на поинакво ниво ќе функционирате и ментално и физичко. Ништо нема да ви биде тешко. Секогаш ќе бидете омилени, никогаш нема да ви представува тешкоти да ги врзите кондурите или патиките и да се упатите негде и да пешачите. Јас имав еден комшија се уште, тој доби таква желба и ослабе 40 кг. И Со тоа вашава диета? Не. Значи тој беше истрен и викам, слушај, јас можам да ти значи тоа сакам да го кажам дека ние и со нашата диета може, меѓутоа ако имате карактер толку цврст, да. Ја немам. Тоа Еве признав. Тоа го кажува. Ама тоа е прво е треба да стварно да и си признаеш. Тој не можеше тоа да го направи додека не свати дека тоа може. Али имаше 5 бајпаса. И после 5 бајпаса си искочи таму, нема ја ова, нема она и пак си почна по стариот режим. Додека не се опамети, еден бајпас, а па ние уште сме еден. пријатели и ние го дискутираме тоа, го дискутираме, додека викам, слушај, ја веќе престанувам да дискутирам. Нема што да дискутираме сега, нели ти не Ти си си мало заминал, дете. готово е со тебе. Твојата работа е толку сега. Јас само може здраво живо како И си што шоперш, направи така. човек? И човекот еден ден, дали на моје инсистирање преголемо, дали обкруженијето, зашто ја веќе нели не кажувам, не Не, дискутирам. не е важно, што направи? Реши секој ден да пешачи и секој ден денеска пешачи. Лето, зима, врнело, грмело, пешачи. Внимава што јаде, тој порано можеше да испие и по 5 литра вино сам
и да исконзумира не знам колку тамо храна. Значи и ја избалансира испуша. храната? Значи избалансира храната, сега се јаде точно мерена храна, колку што има потреба организмот. Организмот почна да ги троши неговите депоа, заради тоа што се движи, користи протеини, користи минерали, јаглените хидрати ги согорува и сега да го видите, тој е како манекен, тоа што има висина и така натаму. Ваш партнер во овој бизнис е и Драган Таневски. Таневски, така. Еден од најпознатите писатели во Македонија, најпопуларниот, најчитаниот и најпродаваниот Така е. со неговите романи со романтични теми и така натаму. И песни доста има напишано. Се извинувам, не знаев сите елементи. Ја не можам да го донесам. Он е громада од човек 2 метри. Генерално, идејата за Продимет потекна од него, он бараше некаков спас, да речеме, така некако разбрав, Ние и дека со оваа да. диета, он прво ја применил на себе, Така. ослабил преку 30 килограми Вистина е тоа. и мене ми беше првиот спонзор. Што е спонзор? Не спонзор некој што ти плаќа, него спонзор е во Америка, на Запад, оние што се симнуваат од хероин, од кокаин, од дрога, добиваат спонзор некој што и претходно го поминал тој пат и имаат контакт со нив во било кое време за да ги се јавиш кога советува. ќе ги Да. кризираш. Мене Драган ми помогна на неколку пати, доцна навечер. Криза му се ја- менеджерето. Значи, со многу такти смери и јас сум му многу благодарен за тоа што ме ислушал и така на во неколку не може ни дете, ни никој не може у тој момент да те разбере, освен човек што го поминал тој или е стручњак. Он ја свати поентата, нели? Јас само му помогнав тоа да го прифати, бидејќи ние сме другари повеќе од 30 години, значи ние сме скоро 40 години, да не кажам без малку, пријатели и другари. Тој ја свати поентата во оној момент кога неговиот ментален склоп дојде на тоа ниво и вика, што понатаму? Дебелинава ќе си продолжи. Организмот никош нема да ви забрани да идете вие во плюс. Ќе ви забрани во минус да одите. И вие у принцип доживувате психолошки Ова е многу добро. стрес. Така? Организмот никогаш нема да ти забрани во плюс, Така е, така. А во минус никога. Во минус Зашто? За оно што го дискутираме. Ке него тоа е благосостојба. Супер. А вие кога ќе го извадите, нели, дискутиравме, пак ќе ја повториме алфа состојбата. Вие го вадите, ми кажете, сега ти ќе си ослабиш, ќе речеме, јас добро се чувствувам и тој вика нешто не е во ред, дига Нешто рачна. дига рачна и влегува тоа. А И сега значи- ние у принцип го измамуваме него. Значи- Му внесуваме оброци, ама количински Помалку. добива, али калорично на калории не добија, тоест на енергија не добија. Значи, толку говориме многу. организмот како жаба, Како жаба, полека, полека, постепено, за да Нели? не рипне. Или со супи, да. Значи, потребната разлика е негде као околу 500-600 калории помалце да земаме во денот. Апсолутно, да. Ако земаме многу помалце, тогаш е лошо, може да Точно, дојдеме до апсолутно, криза. До така. Значи тоа треба во клинички услови тоа да се прави и тоа не е препорачливо за да можете сами да правите и така натаму. Значи точно е измерено колку вие имате потреба дневна, колку ќе земете и до сега немало никаков проблем. Кажете ми, пред ова да се вратиме на кордицепсот. Тука сме. Дали смеам да ве прашам? Приватно ми рековте дека некоја ваша блиска позната особа, која била многу тешко болна, дали може да го потврдите и да ми кажете за тој случај? Заради тоа што Дека да. си помогнала себе си со ова? Јас ќе наречам, тоа е мојата сестричка, Оливера Вранеш. Она пред 13 години ствари ми беше мотив да почнам да истражувам, јас како технолог, да истражувам која е таа билка што може на еден природен органски начин да помогне да се надминат некои си состојби пред све, да се добие еден силен имунолошки систем и да се надминат некои си состојби. Ние, бидејќи тоа е додаток на исхраната, нормално не си дозволуваме да кажеме дека тоа ќе излече, меѓутоа како помошна терапија Да, не изузетна. смееме според законот во да кажа, Македонија. меѓутоа така? праксата го покажала спротивното. Традиционалната кинеска медицина го докажала тоа многу пати. Истото кај го луѓе, имам, истото нели? го имам за маслото од хруза Така е. B17. Значи тоа е и имаме и други што се, меѓутоа што се случи. Кордицепсот и решито толку и помогна да се имунолошкиот систем регенерира, толку да се подобри и да делува на карциномните клетки да тие не успеат понатаму да се шират и да растат. И честитам на борбата и на успехот И навистина е голем што борец. значи соборност кога имаш и луѓе така, околу тебе и да ти помогнат. Ние сме блиски генерации и битната работа кај Оли беше што е таа секојаш многу позитивна и ние кога сме заедно нормално не може да се изнасмееме што све не е смешно
и тоа и помогна да не дозволи организмот да падне во една депресија и секојаш да биде позитивна со тоа што кога сте позитивен веќе поинакви хормони лачи самиот организам и така натаму, како што е хормонот на среќата серотонинот и вие се секојаш весели така. Меѓутоа, јас можам само да кажам браво за сите оние што ќе решат и ќе бидат истрајни. На кого му е потребно водство, ние секој сме тука тоа да го направиме за нив или да ги советуваме луѓето така. Меѓутоа секојаш треба одлуката да падне, како што го спомнавте и Драган, значи тој реши во тој момент. Драган е една личност која доека неговата перфекција него свати тоа и каже ова е добро, тој можете вие да му зборите до 101, како ја што му зборам секој ден. Кој што не можам да го убедам јас дека треба да дое у емисија. Како што му зборам секој ден, ајде идеме крв да вадиме, ми иди вади се, викам, не ми треба. Сега не знам дали е тоа од да го прегледа. Да, секако да кажеме дека за време на диетата сте строго контролирани, каква е вашата физичка состојба, правите редовно крвни слики. Апсолутно. И нема апсолутно никаков ризик. Одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад, ќе продолжиме уште некои теми и ќе ги отвориме телефоните за евентуално вашите прашања ако ги имате, почитувани гледачи. Подписот ќе ви каже кој ми е гостин овде, да не повторувам, за да не губиме време, а веднаш во подписот ќе ви бидат дадени телефоните на располагање. Мики, ова со храната трае еден период и после човек се враќа на нормална храна, но тоа е многу проблематично. Ја често најголемата расправија што имам со вас е, таму откако ќе се навикнеш, можеш една шолја јогурт на ден. Сум трескал на маси кај нив во продив. Што е тоа шолја? Пазете, 100 мл јогурт. 100 мл јогурт, 3 годишно дете не му е доволно, а камоли мене. Значи, подобро кажи, не конзумирај, одошто вакво заложување. Но, во меѓувреме, сваќаш дека можеш да живееш без оние, ние ги викаме здрава, вкусна храна, дека сме гурмани, уживаме и така натаму. Не, брат. Не може ти она сирење, пуно мрсно. Оние кашкавали преполни со скроп, мешан кашкавал, ваков кашкавал, онак, не се квалитетни. Но ја останав со кашкавал. Ама, што правам? Наместо да изедам пола кило кашкавал, како што вие јадете у 2 дена, да речеме, ја ќе земам оние од Тинекс. Како пармезан. Тврд кашкавал, кој има толку силен вкус и толку малку ќе ти даде. Па заедно со брокула, со салата, ќе имаш чувство дека си каснал како човек. Тука е месото каде што пилешки стек, риба, во секое време, бифтек, тоа е супер, имаш што да јадеш. Зеленото, секој ден 400 грама брокула, а ти реков, поодвратна храна нема. Мики, има неколку работи. Протеинската храна создава затвор. Создава стегање и луѓе многу тешко излегуваат понадвор. Затоа вие имавте едно време мелете. Мелете го имате, се врати повторно. Да. Е така. Добро. Бидејќи едно време го снема од кај вас, заради тоа што правеа нова рецептура и го повлекува и сега со нова рецептура повторно го имаме, така да мелете тоа е веќе присутно кај нас. Тогаш извини, во меѓувреме јас открив и една друга работа. Значи, бидејќи се работи за све ова купено од Тинекс. Така. Значи, се работи за псилиум, кој е во прав, малку ќе мора да почека. Псилиум, кој исто е содржан во додатокот што вие го давате. Ова е индиски тегавец, потполно природно и мелено. Сега, што најдов јас? Например, број еден за регулирање на овој оброков ваш, кој е многу тенок, малце, ова е 2 лажички појадок овесна каша. Но, мене ми е главен оброк и најобилен. Зошто? Во водата и во овесната каша го додавам псилиумот. Псилиумот во чаша вода да го додадеш, перисталтиката, така? Не, станува како желе. Згуснува, како запршка, онака густо го дава. Сега, псилиумот е многу невкусен. Па сега оваа убавина од вкус е дебалансирана. Што правам? Капка рум, оние аромати. Рум и стевија. Од зегење купувам, ова е скапа и многу за слад.
ама нула калории, нула шекер. Браво. И од ова и ден денес живеа. Сега, викаш, сакаш кола, пијалак и така натаму. Не здрави се, затоа што имаат ортофосфорна киселина, затоа што имаат аспартан. Ја исто, све што ви покажувам, од маркет го купувам ова. Ова е кола пијалак, ова е франшиза од компанија која сега работи, бившиот директор, ќе ти кажам, бившиот директор на маркетинг на Кока-кола си отиде, си направи со Горска договор и он го издава ова. Одлично. Сега, нула калории, нула јаглени хидрати, стевија место шекер, нема ортофосфорна киселина Тоа е најбитно. и природен кофеин. Повели дзирни. Сега, знаеш што е уште убаво? Во Грција, бидејќи е грчки продукт и по нивна лиценца, сега направиле лимун и портокал. Лимунада и портокалада газирана. Добро. Донесов 2 пакета, ама нема никој, се надевам дека да им помогнам у маркетинг, да ги натерам, а овие се вадат од памет кога прават промоции, ќе ги прашам, викам, која маркетинг агенција? Не, иш сатано, не, и така натаму, бегај од мене. Ќе ми речат тие што се на промоција, едно девојче кутрото, нервен слом ќе дожбиеше, мислеше дека манијак сум. Така што, има уште неколку трикови кои сакам утекот на емисијата да им покажам на луѓето што редовно конзумирам, а ми овозможува уште вака да изгледам. Рече дека имаме кадар, ама очигледно сме немале. Добро, нема везе, заборави. Уклучи го гледачот. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, Ќе молам прво да го поздравиме гостинот. дај го кадар. Дали имаат Дај го нешто од нивните производи за зголемување на тежината? За Дали имаат зголемување на... за зголемување на тежината, пошто син ми е околу 50 кила, а висина има околу 177 сантима и 20 години. 20 години, 177, 50 Околу 50 кила. килограми. Да. Значи, дали може да му помогнете на Апсолутно. овој? Кажете како. Значи, треба да се обрати кај нас, да закаже состанок на добро познатите телефони. Ќе ги што објавиме, имате во така. режија. Значи, како што кажав, според Харис Бенедиковата равенка, се изготвува за секоја персона посебен режим на исхрана. Има режим за исхрана за намалување на телесна тежина, има режим на исхрана за спортисти, има режим на исхрана за луѓе што сакаат да одржуваат телесната тежина и режим на исхрана која треба да се зголеми телесна тежина. Со обраќањето кај нас ние ви даваме точно дневни менија и ве пратиме што треба вие да направите, меѓутоа што треба вие пред да дојдете кај нас да направите една крвна слика, за да знаеме која е почетната позиција и да ни напишете ако можете кои се вашите дневни активности, што до сега сте конзумирале, за да влеземе во вашата дневна рутина. Најдобро е родителот да дојде со Заедно, детето така, заедно, така. на еден разговор консултативен, Така а е. таму ќе му мерите и метаболизам и све, Апсолутно, и тоа ќе сега може да го соодветна... кажам. Сотаните вагата, која е индуктивна вага, која ќе ги измери сите параметри и точно ќе му кажеме што треба да Колку направи. ќе го чини тоа? тоа? Значи, советите се бесплатни, али целиот третман за да може таа работа да ја направи, да му изготвиме менија, чини околу 2500 денари. Добро. Се надевам дека ќе ви успее. Какво изненадување, збориме за слабење, ама забораваме дека апсолутно дека има тоа. дали борбата со анорексијата, еве, кога веќе се спомна, Булимија, да не анорексија, имаме уште еден гледач, Да, секогаш е присутна посебно кај женската популација. може да им помогнете? Да, апсолутно можеме, доека сакаат, волја доека имат, што дискутиравме, доека психички они сватат дека тоа треба да го решат. Пошто Дека Бисера е натаму, прилично слабичка, ама Она е манекенски слаба. манекенски тип, не дискутираме за друго. Добро вечер за следниот гледач. Ало, Да, повелете. добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Јанко, за тебе и на гостинот. Фала, благодарам. Сакам да прашам нешто. Сега јас се чувствувам како на дете кој ќе му ветиш. А исклучи го телевизорот за да не застануваш и кога ќе почнете да говорите Играчка не и нема да застанувајте. ја добие наеднаш. Како? Добро. Вака, јас сега почнем да ги користам производите оваа недела. Денеска ми е трет ден и сега стално се мерам на вага и не
осеќам никаква потреба, не осеќам никаква реакција. Сега ме интересира, после колку дози треба да се примат, па да се почувствуваат првите резултати. И уште една прашање. А што земате? Освен овие каши, јас што ги јадам, Господине, гледам две господјо. табели постојат А и Б. Дали тие производи јас можам слободно да ги користам? Дали бе јасно? Не. Ништо не ве разбрахме. Прво, не ни Првото кажавте... прашање Чекај е, малце, после чекај колку малце. дози Господјо, треба да останат? господјо, за да може да ве разбереме, прво сослушајте ме, па одговорете ми. Што земате, кажи ми? Го чека телевизорот. Земам 5 производи. Што земате, Продимет или Кордицепс? Продимет, да. Дали се консултиравте што да земате и како да земате? Да, се консултирав. Добро. Значи, прашувате Се кога ги консултирав. очекувате? Да земам 2 супи, 2 пудинзи. Добро, борете, ќе одговорам сега. Добро. И кога првите ефекти ќе дојдат? Така. Значи, Да, кога првите ефекти ќе дојдат? Да. И дали е да ја користам она? Дали да ја користам она табела под А и под Б производи што се? Да, обавезно. Благодарам. Во проспектот пишува дека под А можете да ја користите производите, под Б можете да ги користите. Тоа ми беше прашањето. Да, сега. сега е јасно, ви благодарам многу. Повелете. Да. Ова значи отишла господјава кај вас, се веќе е консултирала, направено, направено е се и е дадено, но еве има нејасноти кај нејзе. Да, што се нејаснотите заради тоа што таму има листа А и Б производи кои можете да ги конзумирате, под А производите се во неограничена количина, нормално неограничена, нели, под наводници неограничена, нели, не може вие 10 кг да изедете. Ја можам. Кога ми рече, значи, ја дневно, кога слабеев, јадев краставици, 6 до 7 краставици. Полна сотечна, значи 7 краставици, значи во нормални количини. Не се дообјаснува. Има Б листа, каде што вие можете да земете во ограничени количини, као што се 100 грама, 150 грама и така натаму, затоа што на таа количина веќе тоа ќе може организмот да го врати, да го исфрли од кетоза и да не слабее. Може би тоа е случајот и кај господјата, бидејќи организмот првите 3 дена се адаптира, а вие првите резултати ќе ги добиете веќе 5-тиот и 6-тиот ден од конзумирањето со намалувањето на телесната лака. Значи, дисциплина. Апсолутно дисциплина. Господјо, ова ви е стручно, од паталец, да ви кажам, јас лично. Јас да ви кажам, првата недела ништо не јадев освен овие производи. Ништо друго. Но, немој мене да ме слушате. И уште нешто, ако имате проблем, секој ден на бисера да и се јавувате и да кажеш, ова имам проблем, она ќе те праша што си јадела, како си јадела, ќе те види што ти измерила, колку ти е метаболизмот, ќе ти даде совет, ама нема промашување, толку, тоа ви гарантирам. Барем јас знам по себе. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Вам и на вашиот гостин. Едно прашање до него. Вака, јас која сум нервозна ме тера само да јадам и сум направена за никаде. Како ја можам таа килажа да ја спаднам, а не сум била така. У последно време многу сум нервозна и само гледам нешто да јадам. Дали треба или не треба. Ве молам да ми кажете, унапред ви благодарам и пријатно. Ова е редовна моја гледачка, не верувам дека може да си ги дозволи третманот, но збори за една состојба каде што луѓето велат често пати јаде од нервоза. Така е. Имате ли совет некако за вас? Значи, тогаш се активира еден хормон, тој е кортизол, хормон на стресот, и самиот организам во желудникот лачи повеќе ензими, има еден хормон кој е хормон на гладот, и вие у принцип во тој момент не знаете дали сте жеден или сте гладен. Ви ги помешува тие работи. Може би со конзумацијата, например, ако господјата може, значи најчесто проблемот е кога ќе земете да јадете, па јадете или брза храна или јадете благо нешто. Тоа некако најмногу шеќерот ќе ви даде, ќе ви опушти малци и вие се чувствувате добро, а тоа после ви се наталожува во организмот. Мој совет би било, ако може, како што кажавте и вие,
краставица нека земе, па нека изеде 2 краставици и се наде нека глата ќе ја утоли, или да земе некоја си супа, најдобро би било зеленчукова супа и така да количински ќе внесе и така натам, па може и некој кнедла или двопек да стави внатре, така да ќе бидат двете работи избалансирани, така да не се постигне некоја си хиперреакција и да дојде до таложен заради тоа што јадењето и енормни количини, што тоа што ќе ви дојде нервоза, тоа организмот пак е таа алфа состапа која дискутираме, која ќе го извадите од равнотежа и после вие не знаете ни како реагирате. Тоа вие и сами го кажете кој ќе ви дојде и психоза една, вие само гледате ако можете со фриждер ќе го изедете и така натаму. Бидејќи има лажно чувство дека како јадеш храната те смирува. Така е, така. Посебно ако е благо. Тоа е најголемата опасност. Да, Со тоа треба да се борите. Значи нема поопасно и пострашно. Кога сте под стрес, вие не му давате витамин на организмот, вие не го смирате стресот, вие само му давате закиселување, значи благо, шеќер и така натаму. Душанке, кој ќе ми се јавиш ти у емисија, ја после емисија морам 3-4 крастајци да изедам кој ќе ми изнервираш. Се шегувам, секако. Ама така го лечам стресот навечер, бидејќи не можам да вежбам ја у 12 сат и слично. Ама затоа зеленото, или супа некоја. Или супа, или течност, нешто такво ќе ме смири и после пола сат гладот се губи. Само издржи го. Бидејќи реално човек толку малку му треба, тоа е просто неверојатно. Апсолутно, да. И ако направите баланс, често пати прашуваат луѓето, нели, па дали е навистина потребна, продиме диетата, па јас вака, онака едно. Друго, јас на тоа ќе направам. Например, кога имате вие зголеми 30 килограми, тоа вие најдобро го знаете. Tell me about it, story of my life. Значи, вие немате проверена метода како да го. Значи, јас исто сум третирал луѓе претходно и со совети денеска, тоа го правам, меѓутоа тоа треба еден карактер, челик да биде за да може тоа да го издржи. Не, треба да ги разбереш ментално, внатрешно. Ја имам проблем и денеска. Ако вас ви каже некој сега дека треба да ви се прави операција на срце, дека вие животот ви е на конец, нели? И вие како треба да ослабите за 2 недели или што побрзо? Значи, ако не ви е оваа диета или вие не ги намалите килограмите во еден одреден период, вие имате голем проблем. Еве да ви кажам. Ме прашаа луѓе, ама ова е скапа диета, месечно е не знам колку стотици евра. Да, ама ако ќе одбиеш за храната што си ја дал, по ресторани, што си купувал, благо и така натаму, она што си го вложил е многу помалце. Па, која ќе споиш помалце лекови, помалце лекарства, помалце све, верувајте, на позитивна нула. Ја, да бидам искрен, земав мал потрошувачки кредит за да си овозможам оваа диета. Парите за овие 2 години 3 пати ги вратив. Затоа што имав повеќе енергија, бев подобар, може повеќе емисии да правам, најдов нови спонзори и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програмот. Поздрав за емисијата до ТВН, која посебно до гостина. Благодарам. Вака, јас сум со диабет 2 на инсулин. Са вајде навечер се боцкам и на ручек глупаваш. Колку е ефикасно, например, кога ги... тега брзо има проблем со притисокот, а направи лабораторија, тромесечен е 7,1, меѓутоа испадна дека има преголемо лачење тироидот. Колку би било ефективно, јас додам кај гостинот, односно во кај нив, и посебно за шекерот ме интересира, ако може да одговори гостинот. Ви благодарам и оваа вечер. Благодарам. Прашањето е сосема на место и добро, атрактивно. Значи, у принцип, проблеми со диабетот имат кога ќе престане да функционира панкреасот, да лачи ензими. Најчесто тоа се случува при преголеми стресови, алкохолизам и така натаму. Не знам која била причината. Не, немојте алкохолизам, има и деца што го фаќаат диабетот. Јас зборам за возрастни луѓе. Так, не мора да значи, може и стресот да е. Да се извинам, да не се навреди гледачот. Не, зависи кај кој луѓе. Добро, не е важно. И исто се случува и али стресот е најголем проблем. Кај тироидата, заради тоа што повеќе луѓе познам што имаат проблеми со тироидната жлезда, која е жлезда која го контролира цел ендокрин систем
И најчесто кога има недостаток на јод или кога тоа што ја мотивира да стане дисфункционална, а поголемиот проблем станува постојаниот стрес. И тоа кога се чувствувате грудка во организмот, а решито и кордицепсот секако ќе ви помогне, посебно решито, заради тоа што пред све ќе го релаксирате организмот и ќе Тоа е помогне. оваа другата. Апсолутно, Значи, ние да. зборевме за кордицепсот. Тоа за Зошто решето ќе му помогне нему? Значи, решето ќе му помогне заради тоа што двата органа на кои што примарно делува решето се панкреасот и црниот дроб или хепарот. И во традиционалната И метаболизмот ќе му го регулира. Така е. И Но- ќе гледа да го изрелаксира и да ја врати функција, значи решето секогаш има добар начин и пристап и како функционира. Го подобрува имунолошкиот систем и второто е што ги релаксира сите органи и ја враќа функцијата на органите. Пред све на црниот дроб, заради тоа што најголемата фабрика во организмот ви е црниот дроб. Дали Апсолутно човекот дека ќе е заврши- со прекумерна тежина? Па рече дека бил кај вас или така погрешно? Не знам дали бил, али може би да има и прекумерна тежина. Значи, Дали сите тие тогаш може работи диабетичар да зема продимет, Може, бидејќи јас со апсолутно, инфаркт беше така, добре дојден. Така, и тоа е. Сите Океј. што треба да ја намала тежината, Но со неговиот чим диабетичар Да, и на инсулин прима ше- инсулин, тоа значи терапија. панкреасот не му функционира. Апсолутно. И тука нема помош. Тоа не може да се реверзибилно. Тоа е мртов Значи, орган. јас имам пациенти кои поминале преку доктор Робинсон, кои исто биле на инсулинска терапија, кои што постигнале многу благодети, дури и ги намалиле единиците на внесување на инсулин. Тоа све зависи од нивото на деградација, тоест дисфункција на панкреасот, годишното доба, телесната тежина и активности што ги има преку ден. Во секој случај е добро дојден на еден добронамерен, нутритивен совет и еден состанок, би го замолил после да го побара бојата од режијата и да си закаже еден состанок. Знам само дека диабетичари доаѓаат кај вас да ги купуваат оние чоколадни барови, бидејќи се и здрави и без добри. шеќера, енергија Те молам, добива, дај ми го телефонот за контакт со вас, Да. со Би се, да. Со Бисе. 070 070, да ќе го објават на телевизија. 221 221 222. 222. Има уште Тоа е еден доктор 0 Робинсон. Да, и 072 072 2 70 70 0070. 0070. Е, така. Значи, овие два телефона можете да ги дадете режија како контакт со Продимет или доктор Робинсон? Со доктор Робинсон. Со доктор Робинсон. Да, да. Доктор Робинсон контакт, што значи утре во денот можат Може да се слободно јават за и да такво си нешто. договорат со Значи се јавуваат, се извинувам, Да, режија слободно. се јавиле многу во режија кои побарале контакт Ете, телефон. телефоните ги имат, ќе се договориме. Што се Сите- имаме гледаш на линија? Да. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до вас и до гостинот. Благодарам. Сакав да прашам каде можам да дојдем у контакт, како ке докторот. Добро. гостинот. Ај сега ја тоа го правам со многу убаво со Google Earth. Дали знаете Скопје АМСМ каде се наоѓа? Кај католичка црква. Не знам. Католичка црква во Скопје, дали знаете Да, каде? знам. Кај католичка црква, ај сега ќе Во покажам близина ја на католичка црква. на екран, а ти ќе ви покажам на екран. Многу убаво се гледа, ќе морам да се приближам до компјутерот. Режија, можеш да го пушти следниот гледач. Добро вечер. Аха, добро, полека. Полека. Добро вечер. Добро вечер, повелете, разговарајте со Михи, јас да наместам да ви покажам кај се наоѓа доктор Робинсон. Дали гостинот може да помогне против екстремна дебелина предизвикана од нарушен хормонски статус? Каде се наоѓате во Скопје? Ај поразговарате, прашајте Да, сега- што и како е. Сега водителот Јанко ќе ви објасни каде се наоѓаме во близината на католичка црква и Автомотосојуз. Ќе ви го објасни сега тоа. Дебелината можете да ја намалите, меѓутоа треба да
да дојдете кај нас во ординацијата за да можеме точно да ги видиме кои се вашите дневни рутини, дневни активности, која е вашата потреба од енергија дневна, за да можеме да ве советуваме. Без разлика ако екстремната дебелина е предизвикана од нарушен хормонски статус? Да, тоа сега да ви кажам сега. Кога ќе дојдете таму, значи ќе го видиме секако вие имате анализи, па ќе ви упатиме кај пред све кај наш пријател, доктор, професор, ендокринолог, кој прво ќе го види вашиот статус и заедно со него ќе изготвиме еден режим на исхрана, кој вие нормално ќе го почитувате, меѓутоа би сакале прво да влеземе во вашата дневна рутина, да ги кажете вашите дневни активности, потребите енергенски што се и храната што би сакале да ја конзумирате и што ви е омилена, за да можеме да ви изготвиме мени според вашите потреби. И крвна слика, ако може да направите. Прашање од мене, од што сте заболени, од што ви е тој дисбаланс кај вас направен? Дали знаете? Не. Океј, се исклучи штета. Вака. Дај го екранот мој. Ова е Google Street. За жал не е обновена. Да, Мики и Драган беа собственици и се уште се собственици на Новус. Сори сега. Значи, во истата просторија, знаеш што, може некој да ти направи 3D модел и да го стави доктор Робинсон овдека. Да. Значи, ова е кај бензинската пумпа Мак Петрол, кај АМСМ. Значи, во центар, пред кружниот тек, пред католичката црква ја гледате. Овдека каде што пишува Новус, тука е во овој мал објект овдека е лоциран доктор Робинсон. Знам не ти е померак сега, ама сори, јави се во Google Earth. Ја морам физички да им покажам каде точно се наоѓа. Атрактивна локација, нема човек што не ја знае. Така што нека се јават кога ќе бидат тука и ординацијата и причекам. Да, инаку ова е стара фотографија, 4-5 години, за жал Google Earth не ја има апдейтирано. Google Street нема да имате никаков проблем. Добро вечер за следниот гледач. Океј, немаме. Што се однесува за апчињата. Еве да ви го кажам повторно моето искуство. Ја после инфарктот, заради мојата монструозна дебелина, и ви благодарам, почитувани гледачи, што и покрај тоа ме гледавте, ме следевте, ја би извршил атентат врз суштество кон мене само заради физичкиот изглед. Затоа што се согласувам дека дебели луѓе како мене само оптеретуваат и наместо лекарите да се фокусираат на болни деца, на луѓе на кои навистина е потребна помош, треба да лечат дрипци како мене, кои ме кеф да бутаат чоколада, буреци и слични ѓубриња. Сакам да се искупам за тие 10 години од мојот живот на нездраво хранење. Денеска, еве официјално објавувам, значи после инфарктот, ја добив тешка терапија од околу 4-5. Престанав прво, после вашата терапија, престанав да земам за намалување на холестеролот. И холестеролот ми е во нормални граници. На моje прашање, велам, зошто не е под, бидејќи не конзумирам ништо што би предизвикало холестерол, ми велат дека моите наслаги се толку големи и толку да со години јас ќе се излачува сето тоа. Значи, ова не е борба за 3 месеци. Ова е до крај на живот, ќе се трудам, бидејќи јас сакам да умрам од смрт, а не од болест. Вториот флек, разбрав режија, вториот флек е блоксан. Заради мојата дебелина, јас добивав напади на тахикардија, мислејќи дека сум ментално болен или дека сум ментално лабилен, дека добивам напади на паника, а заради лошата исхрана, флуксот, притисокот врз диафрагмата, ја добивав тешки напади на тахикардија. Затоа добивав блоксан. Блоксанот го земав 2 пати дневно по скоро 400 милиграми. Денеска сум на 4 таблета во денот. И сум горд и благодарен и на себе, и на мојот духовник, и на вас, затоа што многу од работите ја намалив терапијата. Со оваа диета, терапијата за притисок и терапијата за диабет, или ќе се намали скроз, или на минимум.
Сега амлопинот морам до крај на живот. Тој создава навика и не можам да избегам од него. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Дали се слушаме? Одлично. Говорете. Вака, јас сакам прво да знам докторот, дали е тоа доктор Мики, затоа што се вклучив малку покасно во емисијава. Аха, добро. Повели, представи се. Јас сум магистар Биодраг Стојановиќ, нутриционист. Не сум доктор. Се уште. Вие сте нутриционист. Да, и јас пробувам по пат на здрава исхрана и здрави навики во исхраната да постигнеме некои своји цели и со добри совети за да можете да ги надминете некои си сериозни заболувања кои претат на секој човек доколку не почитува одредени и член на Сдруженијето на нутриционисти Провита Еду, каде што врвните нутриционистички стручници се зачленети како една поширока мрежа и организација за едуцирање на населението како да се спаси од маката на лошата исхрана. Имате некој прашање? Да, јас кога ве слушав вас, Јанко, мислам дека начинот на исхрана е мој и во моментов сега така. Сакам бели пецива, јадам благо, јадам ненормално благо. Јас не сум предебела, меѓутоа имам некои 75 кила, а метари 68-80, така да многу ми смета тежината. Исто така, имам холестерол седмица, не знам дали е висок поима. Што рековте? Холестерол седмица. Холестерол седмица. Шекер. Добро. Седмица исто. Шекер седмица исто. ми се 2,80. Мислам дека е катастрофа и често пати добивам тахикардија. Здраво, колешке. Кој што го регулирам со лосертан. И така. Тоа е начин на исхрана, рековте, така? Апсолутно. Кој што го подобрува здравјето. Така е. Меѓутоа, интересно ми е она што рекоа дека се испитува метаболизмот, барем така разбрав, и врз основа на тоа се одредува која група на диета протеинска ќе ја добиете. Та точно ли разбрав? Така е. Слушај, да ти објаснам бидејќи он е стручен, а ја го поминав се во ова. Биди ми поздравена, редовна моја гледачка, она може у секој време да ми се јави. Поздрав до тебе. Значи, прво што ќе ти кажам, отиди или јави им се на телефоните што ќе ти ги дадат на режија. Втора работа, имаат една електронска вага, многу интересна, и има една табела, дури и на интернет, ама е комплицирана сега да те водам, сам да ја направиш, body mass index, што е, колку имаш сало, колку ти метаболички години и слично. Ја имам 75 метаболички години, имав кога дојдов, сега сум на 68, далеко сум. Јас сум со бавен метаболизам, не знаат ни и они се чудат зашто ја немам слезина. Мојот ендокрин систем, да, во сообраќајка ја изгубив слезината, така што ја имам намален метаболизам. Значи, електронска вага ја фаќаш со раце и она дава параметри. Колку ти е протокот на одредена струја на нешто. И спрема тоа, а тоа веќе се користи за многу, и за рбет, и во квантна медицина. И ќе каже дека толку имаш body mass, толку имаш овакво, ќе ти измерат тежина све и ќе ти одредат колку калории ти трошиш. Значи, бидејќи ја и ти не можеме да трошиме исто калории. Кои ти се дневните рутини и така натаму. И ќе ти кажат, ти 3 оброка вакви, 2 вакви, или ќе ти кажат, Јанко, ко за мене, како беше, ја 6 оброка, недозволиво, ја 6 до 7 шверцував, толку бев гладен и толку бев избезу. Не, ми беше страв да му кажам на Мики. Значи, ќе ти помогнат луѓево дефинитивно. Холестеролот ми е, шекерот мене ми е 5,9. Сега. Без никакво пазење. Холестеролот ми е на горна граница, ама она не е на кризната, поде. И тоа само заради салово кое го имам, иако сум, не можам да станам, за жал немам кадар, да ме видите се облеков во најтесно од она што ме знаете колку ја изгубив тежин. Кај е камерман? Порано се тепаа камермани, сега нема ниједен. Не се. Океј, идеме со следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав Јанко до тебе, поздрав до докторот, овде ваша гледачка редовна. Едно време се јавував да се жалам дека нема инсулини, сега барам совет од докторот. Главовска на телефон.
инсулини, не е ова емисија, вие тука не можете да им помогнете. Јас не сум лекар, лекарите треба да кажат што е како. Вие сте нутриционист. Нутриционист, јас може да ви препорачам да која храна да ја конзумирате Кај си, бе, пријател? и кои додатоци на исхрана да ги конзумирате за да постигнете некако си баланс и да ја вратите функцијата на панкреасот и нормално да ви се прочисти организмот. Во секоја доба имате телефони, јавете се, лекарската фела се бави со таа работа кога ќе се заболи и така натаму. Оваа диета е скапа. Ако ја држиш потполност, е скапа диета. Па не ви кажам Ја ги дека е кажав скапа. тие работи. Но, советите се бесплатни и злато вредат. Така, секогаш. Нека луѓето, луѓе мои, еве кутијава е 950 денари, има 5 оброка во неа. Но, што е она што сакам да ви го кажам? Кога ќе отидете, пред да почнеш да викаш скапо ми е, една работа, пресметајте се колку трошите за храна и колку трошите за лекови, изгубени работни денови и сето тоа. Ако ви е окей, баталете. Стварно треба да ти е клик, да ти е до овде дојдено, да имаш овдека и да идеш. Ова не е профитна организација. Мики ова не го направил за да изгради куќа или да стави се во луксус. Ова сегде во свет олку чини, бидејќи е навистина процес. Не е ефтино, ама верувајте, не се работи ова за праење кефови, се работи за ова. Сега, втора работа, што сакав јас да ја покажам. Втора мотивација, бидејќи се во ова е его. Широк кадар? Не, добро. Широк, вака. Има една работа која ќе ослабите, вашата гардероба ќе ја фрлите. Ја изгубив 2 конфекцијски броја со оваа диета. Ја бев од XXL, сега сум на L. Да. И што направив? Отидов во Зара да си купам облека. Таа е уште поскапа. Таа е поскапа од диетата ми е. Ама што ми направи? Ова сако, што го земав од кај нив, во ова ќе ме закопаат. Зошто? Затоа што се зарекнав дека ја, додека сум жив, ќе го закопчувам. Ова е ел. Да. И ова сако ми е, како да ти кажам, толку пари дадов за саково, 3-4 илјади денари, да не се осмелувам да ослабам. И затоа, нели, Азара мрази дебели луѓе. Она прави само за манекени. И да најдеш број, тоа е. И затоа, јас сега немам стомак, можам да си ги врзам обувките. Луѓе мои, вие ме знаете 20 години, па ја не можев у фотелја да седам. Покојна Доста Димовска ми доаѓа на интервју и пред да почне интервјуто, се и јас и она, у стомаците окави. И ми вика, Шубо, ти вика се криеш позади тоа, вика позади масата, па не ти се гледа стомакот, како ја да се прикријам. Вика, ма бе, шо ти е гајле, кој те гледа тебе, викам за тоа, не те гледа, ти си нешто друго. И така, бевме пријатели. Но, да ви кажам, на страна егото и на страна одговорноста, што мора малку пристојно да изгледам. Конечно, верувајте дека овие пари да постоеше негде болница и лекови, ќе ги даев за истите лекови, за да дојдам у оваа состојба. Ете тоа е. Истите ефекти дали ќе се постигне. Така. Значи ова е лечење. Ова не е... Па да, го сватиме како број 1 незаразна болест дебелината, секако дека е лечење. Фала режија, фала колега за кадарот. Добро вечер за следниот гледач. Не сум смел. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Сакам да поздравувам вас, Јанко, и емисијата и нутриционистот. Ме интересира, имам некои проблеми со здравјето. Прво, имам камен во жолчка, 2-3 камчиња по 5 мм. Тие се на дното на жолчката, укотвени така. Друго, билирубинот ми е накачен негде на 66-7. И трето, ми најдува хеликобактер. Нутриционистот, дали може нешто да ми помогне по природна база, дали може тоа да се отстрани? А тежина дали имате прекумерна? Молам? Тежината дали ви е прекумерна? Тежината ми е 70 кг и околу 1,70 м. А, добро. Значи нормално. Нормално, да, нормално. Добро. Океј. Да. Што можеш да му препорачаш на... Значи, за Камчето е физичко. Физичка работа и треба да водите внимание, тоа треба да се обратите на лекар,
со здрава и избалансирана исхрана можеме да ви помогнеме. Нормално треба да не посетите за да ги видиме вашите дневни рутини и омилените оброци и храна што ја сакате за да ве советуваме. Би требало да направите една крвна слика за да можеме да дискутираме и сите параметри се таму веќе поставени, така ќе дискутираме. Што асоцираш ти? Реши или кордицепс за мене? И реши и кордицепс ќе му завршат работа. Едното и другото. Едното и другото. Значи природно во суштина да му даеш нешто да организмот се потикне сам да го реши проблемот. Иначе никош не би сакале нормално, јас ги со вештачки работи кои да се направи тој така натаму заради тоа што имате добра килажа и можеби имате некој си проблем кој нормално сега во 30 секунди не можеме да го осознаеме, а низ дискусија тоа ќе го осознаеме и точно ќе зазееме став, а нормално и лекарите ќе си го заземат својот дел и така натаму. Благодарам. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, јас се извинувам и се исклучи телефонот. Повели. И се извинувам на цела редакција на докторите и на вас, Јанко. Повели, говори. Не знам до каде стигнав да разговарам, се работи за синот кој што има скриен шеќер, на 15 години го доби. Значи, само што наполни во 5 јуни 15 години, за месец дена он веќе не заврши на 2 инсулина, на Пидра и Лантус. Значи, државен првак во карате беше со црн појас, добра храна, редовна исхрана, значи режим, све. И ме интересира, мислам, крвна слика направивме, нема никакви масноти, нема ништо. Професор Кочова ни кажа дека не е малце дисциплиниран во исхраната, пошто секако диабетичар треба да јади, он тоа не го сака. А иначе крвната слика му е џамп, значи нема ништо. Ни масноти, ни холестероли. Значи панкреасот негов му е добро. Значи панкреасот негов престанал да функционира, така? Она ни кажа дека тоа е само кај него состојба кој што е еден дел минимален не функционира. Иначе другото си работи. И тој прави проблем. И сега ме интересира докторот консултација, пошто се работи и за спортиста. Дали има прекумерна тежина? Не. Значи нормална 1,80 и нешто е висок, значи утеретана оди, активен е нон-стоп, значи вози... Дали земал суплементи? Као спортист е... Не. Кератини и така. Кератини и така? Не. Освен цимет нема земено ништо друго вештачко. Од кога доби шекер го... Кога ќе елиминираш све, кај се сомневаш ти? Па јас се сумњам кога што рече докторката дека тоа е скриен шеќер и дека тој се добива во пубертет кај одредени деца и дека е тоа наследно. Дали имате генеза на шекери во семејството? Дали има некој во семејството друг од... Не. Немате други, значи што имате со шекерна болест, не? И вака се создаваат сомнежи за вакцините. Не. Добро. Значи би требало, јас тоа го напомнав претходно во емисијата, дека решито и кордицепсот помага да се надминат некои си состојби, пред све како дел од традиционалната кинеска медицина, делуваат пред све на црниот дроб, на хеперот и на панкреасот, така да на добар пат сме да можеме да изготвиме една заедничка програма, како и јас како ганотерапевт, да можам да ве советувам што понатаму треба да преземете и како понатаму да го водите целиот режим на исхрана и начинот на исхрана и кои суплементи би помогнале да се надмине таа состојба. Се надевам дека ќе имаме така, докторе, јас... Но да се разбереме едно. Лек за диабетичар кој приема инсулин, враќање нема, така? Па не секогаш. А не секогаш? Не секогаш. Јас приметив од искуство. Зборам да луѓето кои почеле да земаат реши посебно, нормално дека почнало да се враќа функцијата на панкреасот и дури да ги намалуваат оние инсулински единици кои ги земаат. Нормално не смеам тоа да го тврдам заради тоа што нели тоа законот не ти го дозволува. Се уште суплементи, јас сега да дадам тврдање дека тоа вака било онака, меѓутоа јас кажам дека луѓето можеби психоза се вела, меѓутоа без разлика дали е психоза или не, панкреасот почиња да лачи ензими и да се враќа функцијата на панкреасот и така. Значи мораме ние крвна слика и да направиме еден анамнеза и на еден разговор апсолутно, доктор Продимет. Океј? Јас ви благодарам на вниманието, на пажњата и
Докторе, ќе се видиме. Благодарам. Окей. Благодарам за Благодарам. јавување. Да Пријатно. биде разјаснето. Мојот гостин не е доктор. Да, Он е јасно. нутриционист, магистер, нутриционист. Значи, ама добро ја познава. Да, со оглед дека сме се студирале, јас би сакал лекарите си обавуваат својата денес, Да, да, да. едно широко поле со Значи, исхрана и со Ова не е здрав ординација начин. за болести, овде е за помагање. За помагање, така Е, да така. ние и Тука да се суплементите разбереме. што ги имаме се додатоци на исхрана и така натаму. И кои последниот помогнуваат, гледаш за вечерва, телефоните зовреа Мики. Толку баш да ти да, кажам. да, Што да, значи, слушам. следниот со Бисера ќе збориме за кетоза и отворени телефони. Телефони, добро, тешко си нанесе. Не? Не, добро, добро. Тогаш ти Ќе се дојди смае, ќе се смае. Не, тогаш она за кетоза ти со Со гледачи. гледачите. да. Добро вечер. Ало, Добро вечер, повелете. добро вечер. Повелете. Доктор не е доктор, за нас сте доктори. Добро, фала. Што ви, немојте да се благодарам. буните, пошто и помагате на луѓето. Така е. Мислам, тоа е Благодарам. добра хумана акција. Да, да. Видиш, ја имам камен во жолчката. Има ли начин на топење без операција? Дали има нешто и што ја, мислам, ова е прашањето сериозно, а врска со тоа добив од секирација од овата масакрирачка програма на соразна изолација и деградација. Максимални улаги зловладени, тоа не е битно, не везано со тоа. Битно е, имам камен во жолчката. Дали може да поминам без операција? Океј, благодарам за јавувањето. Ова ми е редовен гледач. Ние сме имале Мислам дека случаи. зависи прво од големината. Така Има некоја граница која ако веќе е големо, организмот не може да го хирургијата мора да така, заврши. Но што правиме? Дали постои во вашето сознание и искуство дека ние со храна, на пример во Индија, знам дека нема традиционалната медицина немала лекари. Имала само нутриционисти, им вика, сега ќе јадеш кари, нема да јадеш пилешко, ќе јадеш салата од бамбус и такви работи. Значи, исклучиво се лечеле и се лечат дури и денеска 90% со начин на исхрана. Дали постои, дали имате сознание дека постои режим на исхрана и конкретна храна и додаток кој може да им овозможи на луѓето да се ослободат од ситни камчиња, од панкреас, од бубреки. Ево, ова е интересно. Значи, сето тоа може да се направи. Вие добро го начнавте прашањето за Индија и за Кина. Тоа се огромни држави, огромни земји, огромни пространства. И ако тие немале, затоа и на токаво високо ниво се и ајувердата и традиционалната кинеска медицина, бидејќи тој дека се симне од планина или дека помине 100-200 километра до првиот град или до првата установа каде што може да му се пружи медицинска помош, тој секако дека ќе умре или ќе му се направат последици кои после тоа ќе не може никогаш да ги среди. Искуството покажало дека доста луѓе кои конзумирале од додатоците за исхрана од решите од кордица ги надмиле на некои си состојби, дури имам и податоци дека луѓе кои имале и камен во бубреци, посебно камен во бубреци со кордици со реши и во жолчката дека тие се намалили и скрос исчезнале. Значи тука се и напитоци, тука се и додатоци на исхрана. Господинот мора да внимава доколку е камен, можеби каменот ќе ствара болки, ако е песок, песокот е проблем зашто може да се заглави во жолчниот канал и да створи акутен панкреатит кој ќе се створи тоа, после тоа е многу тешка интервенцијата. Треба да внимава, нормално треба да се види и неговата телесна тежина, дали има прекомерна телесна тежина и во каква состојба организмот и сразмерно на годините. Може да проба, нормално сето тоа е во дел на здравието и доека не проба нема да знае. А ние имаме многу позитивни искуства. Скратено да скратам, немаме ни многу време, има да. уште неколку работи. Без лекар ништо. Така. Апсолутно така. Нема бајачки, не помага ништо. Дури маслото од хунза ќе ви помогне, ама ќе идете и ќе се консултирате со лекар. Ја извадив еден куп производи, маслово си е мое и така натаму, да им кажам, да им покажам што друго имам во исхраната. Тестенините и брашното потполно ги исфрлив, но затоа го најдов ова и од време на време, магаре јавај, магаре баре, ги барав наочарите. Евака, 100 грама од овие имаат 9 калории. Погледни го ова. Ова го купувам во
Тинекс. супер. Погледни ја нутриционистичката вредност. Значи, ова е идеално за еден цел оброк, Супер, да. нели? Така Е, така. Глутен, Втора работа, енергија, добро, супер. нели? Нудлс. Да се пофалам, апчето мое за холестерол, кој не го користам. И втора работа, со ова нагло слабење се доаѓа до една состојба на губење на колаген. Во еден момент прилично ослабев и некои модни салони кои се рекламираа кај мене као ќе те средам, ништо не успеа. Но, што најдов трик, искрено да ти кажам. Најдов колаген, ефтин, бугарите го произведуваат. Се надевам дека мојата колешка Марина која го увезува ова, дека ќе го увезе. Значи, како прашам, колагенот ме препороди. Значи, буквално за сето тоа. И ова се работи и згора на све, не е важно која фирма, важно користам пробиотик. Скоро секој дневно. Не е редовно, ама скоро секој дневно. Пробиотик затоа што ми го средува. И сега најкритичното. Чоколадо. Не можеш без чоколадо. Ама и тоа чоколадо содржи некои работи. Најдов повторно едно чоколадо од Тинек. 99% е какао. Нема шеќер во него. Нема шеќер. Ама не е вкусно. Е сега. 590 калорија на 100 грама, тука да не се лажеме, ова е 50 грама. Што значи, еден цел оброк ми е цело чоколадо. Но како да јадеш, кој ќе изедеш чоколадо без шеќер? Мојов колега, кој има помалце килограми од што треба, а јаде живи свињи и ништо не му се лепи, затоа што има метаболизам кој се му согорува. Она што го правам е трикот со ова. Земи од чоколадово, намацај го малце со стевија, и така си правам. И така и вашите оброци, ако не ми се многу благи, си додавам у Нескафето и ќе си го имам чувството. Трикчење уште милион. Уште милион емисии ќе направиме. Да, апсолутно. Мики, твојот колега, ендокринологот, следниот пат те молам дојдете заедно, затоа што мислам дека и ендокринологијата и тоа како е вклучена во прекумерната тежина. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам и на тебе за поканата. Се надам дека ќе имаме уште прилика со нови информации до гледачите на телевизијата и до општо до целата популација во Република Македонија. Јас повторно ќе кажам, ние како нутриционисти сме вашите очи и уши и ги испитуваме сите храни за вас кои се добри и зашто треба да имате здрав начин на исхрана и режим на исхрана за да ги постигнете своите цели и да можете да ја контролирате својата телесна тежина. Благодарам уште еднаш. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.